Јас сум Благица Велкова, доаѓам од Кавадарци. Управител сум на фирмата Sweet Art Доел од Кавадарци, која што се занимава со производство на торти и сладки во свежа состојба. Како правно лице обстојуваме на пазарот во Македонија од 2009 година и до денеска успешно работиме и го менаџираме нашиот бренд. Моите први почетоци датираат од некои си пред 30 години. Значи, првото мое сладко дело е направено во далечната 1993 година, кога јас веќе имав само 18 години. И од тогаш па до денес, кај мене постојано се гаи таа љубов спрема сладкарството. Значи, постојано ги следиме новите чекори и новите трендови и начини на украсување и на изработка на нашите сладки дела. Како главен менаџер, значи, на мојата компанија, која што вклучува 10 вработени кои се исклучиво жени, можам да кажам дека не е лесно да се биде на таа лидерска позиција, поготово кај нас во Македонија. Меѓутоа, крајниот резултат е тој што не води кон целта. Кога ќе успеете да ги достигнете или да ги исполните вашите замислени цели, сето тоа е дополнителна сатисфакција да се продолжи понатаму и да се биде уште поуспешен. Предност да се биде жена предприемач е пред се личната сатисфакција. Личното само себе докажување, нели? Вашата волја да постигнете и да успеете во животот. Тоа се, според мене, главните мотиви за да се биде жена предприемач. Инаку, ние сме секако по силната страна од мажите, затоа што ние имаме, мислам, сме унаказани или имаме, сме без, как да го кажам сега, чекай малку се збуди. Ние жените сепак сме похрабри затоа што го немаме капиталот време, што го имаат мажите, нели? Мажите се и токму поради тоа повеќе сконцентрирани на своите лични бизниси, а ние жените имаме и фамилија, сме пред се мајки, жени, сопруги. И кај нас се уште се бориме со стереотипите. Колку и да кажеме дека сето тоа е надминато, за жал, нашите мажи не се воспитани во тој дух. И се уште се чека, се повеќе од семејните обврски припаѓаат на жената. Главниот клуч не само во женското претприемништво и општо, нели, за успех во било која професија е посветеноста. Максималната посветеност, постојаното истражување на новитетите, следење на новите трендови, пазари и едноставно постојана анализа на се што се случува било во која професија на светско ниво. Без да се следат сите тие практики, ниту една професија мислам дека не би била успешна.